задржување на макроекономската стабилност, благ пораст на економските активности, интензивирање на јавното-приватно партнерство, целосна реализација на капиталните инвестиции се само дел од планираната програма на Стопанската комора на Македонија, која треба да се реализира во текот на 2011 година. На сите вас добро ви се познати активностите, надлежностите согласно законот и согласно статутот на нашава институција, во делот пред се на представување на интересите на членките или во создавањето на поволна бизнес клима за производство и за извоз, која што всушност е и нашата главна мисија на нашата институција. Исто така во делот на интензивирање на извозот, нашите активности ќе се насочат пред се во соработка со стопанските комори од регионалните земји и од Европската унија, како и во делот на едукацијата и на промоцијата, кои што се составен дел на нашите активности. Да се разрешуваат одделни прашања кои што ги имавме години уназад, а во 2010 година беа поизразени во делот на неликвидноста и во делот на задолженоста. Значи, очекуваме постепено разрешување на нив, а веќе и, како што знаете, имавме најава од Управа за јавни приходи дека во оваа година ќе се преземе и порамнувањето, односно пребивањето на побарувањата со долговите кај даночните обврзници. Воедно комората го представи и новиот центар за имплементација на развојни идеи како поддршка на компаниите за искористување на европските фондови. Фокусот на делување на формираниот центар ќе биде ставен на давање на консултативни услуги на домашните предпријатија, полесно да дојдат до парите од фондовите на Европската унија. Постоењето на центарот почива на две предпоставки. Првата предпоставка е дека е можно да се зголеми бројот на македонски предпријатија кои аплицираат на европски пари. И втората предпоставка е дека е можно да се зголеми износот на парите што ги повлекуваат македонските предпријатија сега од ЕУ фондовите и од ЕУ програмите. И врз основа на тие предпоставки сметавме дека потребно е, за да се остварат истите, да се дефинира една понуда на консултантски услуги кои во себе ќе имат применливо знаење. Што значи применливо знаење? Да можат компаниите директно да бидат поддржани како да аплицираат до парите, како да ги повлекуваат. И затоа концептот е на центарот да се формира понуда на искусни стручни консултанти кои ќе ги испорачуваат овие услуги на јавниот и приватниот сектор и на тој начин да се овозможи иницирање и имплементирање на развојни идеи. Услугите на центарот се комерцијални, цените на услугите се различни во зависност за кој тип на услуга се аплицира. Формирани се според постојана практика на наплата на соодветни услуги. Во рамките на центарот ќе се организираат и инфосеминари, услуги за конкретни повици за аплицирање на тендери. Македонија оваа година ќе се приклучи кон две нови програми кои се во рамките на ЦИПот, интелигентна енергија и ИКТ технологии кои што се предизвик за македонските компании.